Драги мои пријатели, дали некогаш во вашиот живот сте размислувале за следново прашање? Кога би биле во прилика да изберете само една личност низ историјата, која за човештвото според вашите критериуми била најпозната, највлијателна, најхумана, најпривлечна и која што за човештвото направила повеќе од било кој друг, за која личност би се одлучиле и зошто? Не знам на која личност прво помисливте. А може би досега и не сте размислувале за ова прашање. А може би немате конкретен одговор. Може би пак ова прашање ве става во дилема, да бирате помеѓу неколку личности за кои што сметате го заслужуваат тоа право. Во продолжение би сакал да поделам со вас моите размислувања, моите аргументи и импресии за личноста за која што сметам дека го има тоа ексклузивно право да се нарече личност за сите времиња. Според моето истражување на Светото писмо, авторитетната реч Божја, доаѓам до констатација дека тоа е личноста на Исуса Христа. Ја би сакал ова свое тврдење, што го спомнав сега, да го образложам во ова прво од 10 предавања, од 10 предавања што ние ќе ги имаме во продолжение во рамките на овој серијал насловен како личноста за сите времиња. Конкретно, денеска, ќе споменеме 5 причини зошто сметам дека личноста на Исуса Христа го има тоа ексклузивно право да се нарече личност за сите времиња. Одеме поред. Првата причина, за која што многу силно Светото писмо ни кажува, е тоа дека никогаш човек не зборувал како што зборувал Исус Христос. Во Евангелието според Јован 7 глава го имаме следниот текст запишан. Дојдоа пак слугите кај поглаварите свештенички и фарисеите, а тие ги запрашаа: зошто не го доведовте? А слугите одговорија: никогаш човек не зборувал како овој човек. Видите, драги мои пријатели, историјата бележи мноштво силни говорници. Луѓе кои што со своите ораторски способности привлекувале маси на луѓе и оставиле значителна трага во историјата. Почнувајќи од старогрчките оратори, како што бил Демостен, па потоа борецот за човекови права Мартин Лутер Кинг, или пак Тони Робинс, кој што важи за еден од успешните денешни мотивирачки говорници, човештвото никогаш не бил во недостаток на силни оратори или говорници. Меѓутоа, кога ќе се споредат сите овие споменати и ред други не споменати, оратори, и ќе се споредат со она што Исус го направил на овој план, ќе дојдеме до констатација дека Исус по многу нешта ги надминувал сите овие споменати и ред други не споменати. Ги надминувал по бројот на учениците што го следеле, според пораката што изнесувал, според начинот на пораката што изнесувал и ред други критериуми што Исуса го прават да биде посебен и со право да се нарече личност за сите времиња. Еве една многу важна карактеристична особина што го красил Исуса Христа за време на својата активна служба на земјата. Извештаите кажува дека Исус имал еден силен магнетизам во себе. Знаел да привлече огромни маси на луѓе. Еве еден текст библиски сакам да прочитам во овој правец кој што ќе ни го потврди ова. Исус одеше по цела Галилеја, поучувајќи ги по синагогите и проповедајќи радосната вест за Царството Божие, и гласот за него вика се рашири ни цела Сирија и ни сите тие места, и луѓе со разни болести, вика, ги донесува своите болни пред него, а тој сите ги исцели. И мноштво луѓе, вика, почнале да го следат. Ова е само еден од многуте текстови во Евангелијата каде што ни се кажува дека толпа и толпа луѓе, мноштво и мноштво луѓе го следеле Исуса Христа. Исус навистина ги привлекувал луѓето. И уште поголем факт за ова што го зборуваме, лежи во фактор што
евреите му се восхитувале затоа што тој не се учел кај нивните познати оратори и говорници што биле во тоа време. И се воодушевувале кога слушале како тој така сето тоа убаво го изнесувал, а не се учел кај нивните говорници. И затоа се постава прашањето каде лежела тајната на Христовите ораторски способности. Човек кој што ни пред ни после така некој не зборувал како што тој зборувал. Еве ќе спомнам неколку причини. Прво, Исус зборувал со длабока љубов кон луѓето. Да, Исус зборувал со длабока љубов кон луѓето. Видите, овде лежи суштината на работите. Исус своите активности не ги правил од материјален интерес. Љубовта кон паднатиот човечки род била мотивирачка сила во секој аспект во неговата служба, па и во подрачјето на гласот. Таа љубов можела да се забележи и во неговиот глас. Втора причина, Исус живеел онака како што зборувал. Видите, денеска светот може би да се пофали со силни оратори. Но дали денеска светот може да се гордее со луѓе кои што живеат автентичен живот, онака како што зборуваат? По ова прашање, Исус е на самиот врв. Неговите говори не оделе во расчекор со неговиот живот. Тој живеел онака како што зборувал. Трета причина, извештајот на Светото писмо ни кажува зошто Исус се разликувал од останатите по ова прашање, е тоа што Исус не се двоумел да го каже тоа што го мисли. Да, тоа беше третата причина. Исус секогаш нишанел во центарот. Мисијата што имал пред себе да го спаси човечкиот род, толку му била важна што други периферни работи ги оставил по страна. Бил фокусиран да му донесе нешто највредно на човековиот род. И сето тоа го работил со љубов, не се двоумел да го каже тоа што го мисли и на вистина живеел како што зборувал. И четврта работа лежи во тоа што Исус бил оригинален, едноставен. Не ги копирал мислењата на другите луѓе и секогаш бил практичен. Еве овие 4 работи го изделуваат Исуса од другите говорници и оратори. Меѓутоа, знаете што е интересно, драги мои пријатели, пред да одиме на следните 4 карактеристики. Ова изјава, што ја прочитавме на самиот почеток, кој што ја кажале слугите на религиозните водачи, никош човек не зборувал како овој човек, не ја кажале Христовите пријатели. Ја кажале Христовите непријатели. И тоа дава посебна тежина на ова Христова особина. Jer знаете, вашите пријатели ќе кажат добри работи за вас. Меѓутоа, кога вашите непријатели ќе кажат такви силни работи за вас, тогаш тоа навистина посебно тежи. Значи, тоа е прва причина. Одеме на следните 4. Следна причина зошто сметам дека Исус е личноста на сите времиња, лежи во фактот дека никогаш никој не живеел како што Исус живеел. Еве еден библиски текст во првото Петрово послание вели: кој греф не направил, ниту пак се најде измама во устата негова. Тоа го вели Светото писмо за Исуса Христа. Ајде, драги мои пријатели, ајде да се потрудиме само да го замислиме овој квалитет што Исус го поседувал. Познавате ли уште некоја друга личност со такви особини? Светото писмо кажува, човечкото искуство тоа го потврдува дека сите луѓе грешеле и грешат. И дека нема ниту еден безгрешен, безсторен грев. Па дури првиот човек, Адам, кој што излегол совршен, безгрешен од рацете на Создателот, па и тој погрешил. И сите луѓе погрешиле. А Исус не погрешил. Огромна разлика помеѓу него и сите нас. По ова прашање, Исус е уникат. Исус е оригинален. Во една прилика, Исус седи со учениците, со народот и поставува едно прашање. Еве го тоа прашање во слайдот. Вели: кој од вас ме кори за грев? Поставува прашање и очекува одговор. И сите молчат. Зошто? Затоа што Исус некојаш не направил грев. И луѓето немале аргументи да кажат: не си во право, ти си направил грев. Не. Исус никогаш не направил грев. Исус е најчестната личност која што живеела на овој свет. И знаете што е интересно? И други луѓе сведочеле за него надвор од Библијата, но личност која што сакам да го цитирам во оваа прилика, кој што дава посебна тежина за ова предавање, кој што кажал нешто посебно за него, е исламскиот пророк Мухамед. Тој во еден од хадизите, неговите собрани дела,
а ги има собрано, имам од Али Бухари, еден од најпознатите, значи во таа област, ги забележал овие негови познати зборови на пророкот Мухамед. А кажал пророкот Мухамед следни зборови. Секое бебе, во моментот кога се раѓа во овој свет, допрен е од страна на шејтанот или сатаната со неговите два прста. Освен, вика, Хазрети Иса или синот на Мерема или Исус Христос. Него шејтанот не успеал да го допре. Драги мои пријатели, знаете ли која силна изјава ја кажал пророкот Мухамед за Исуса Христа со овие зборови? И тежината на оваа изјава лежи во тоа што ова изјава ја кажал основачот на исламскиот покрет. Личноста во исламот кој што после Аллах е најпочитувана. И кога ќе анализираме, ние доаѓаме во констатација дека од ова изјава можеме да извлечеме три големи пораки. Првата порака, дека Исус е недопирлив. Шејтанот сите ги допрел и успел да ги допрел и сите успел да ги наведе на своја страна, али него не успел да го допре. Тој е недопирлив. Прва особина. Втора особина, според ова изјава, Исус е неспоредлив. Значи, ова втора изјава произлегува од првата. Затоа што сите се ги допрел шејтанот луѓето и сите се грешни, а Исус е недопрен и не е грешен, значи тој е од една страна, а сите останете се на друга страна. Не може никој друг да се спореди со него. Затоа што никој друг ги немал тие особини што Исус ги имал. Исус не направил грев, а сите останати направиле грев. И тоа е третата карактеристика. Исус е непогрешлив. Сите останати се погрешливи, а тој е непогрешлив. Еве една кратка куранска анализа, неколку текста само да видите како важните ликови и во Куранот ја признават својата грешност. А во Куранот немате ниту еден текст исто за Азрети Иса или Исус Христос кој кажува дека е грешен. Еве првиот човек и во Куранот пишува дека ја призна својата вина. Адем и Хава, така се викат Адам и Ева, вели Господар наш, сами сме виновни и ако ти не ни простиш и не ни се смилуваш, сигурно ќе бидеме изгубени. Адам и Хава ја признаваат својата грешност. 7 глава 23 стих. Понатаму Ное кажува, или Нух во исламот, вели Господару мој, се засолни во тебе, така што никош повеќе нема да те прашам за она што не го знам. Ако не ми простиш и не бидеш милостив на мене, ќе бидам изгубен. И тој ја признава својата грешност. Понатаму Ибраим или Аврам, познатата личност, нели така, во исламот и во христијанството и во јудеизмот, вели во сура 14 глава 41 стих, Господару наш, прости ми. И на мене, и на моите родители, и на сите верници. Тука Ибраим или Аврам се покажува како посредник во молитва за своите родители, за целиот свет се моли. И вели, на денот кога ќе полагаме сметка пред тебе. Постои ден кога ќе полагаме сметка пред тебе. Јас сум грешен, вика, и опрости ми. И моите родители се грешни, сите верници се грешни. Ама за Азрети Иса, из Исуса Христа се кажува дека е безгрешен. Понатаму, кога ќе одиме, ќе видиме дека и следната личност, Мојсе или Муса, истото тоа го кажува. Во сура 28 глава тоа го пишува. Не само тоа, и Давид или Дауд, како е познат во Коранот, и тој тоа го кажува, и за него тоа така е напишано. Но многу интересно, и за Мухамед во Коранот пишува дека погрешил. Еве го тој текст. Вели, затоа ти биди стрплив, Аллаховото ветување вистинито и моли се да твоите гревови бидат опростени. Тоа му го кажува ангелот на Мухамед. А сам Мухамед ќе каже дека е грешен, исто во 23 глава 118 ајет, вели Господару мој, опрости ми и смилувај се на мене, ти си најмилостивиот. Опрости и смилувај ми се. И што еден текст дури постои, каде што ангелите му кажуваат исто на Мухамеда за неговата грешност. Ние ќе ти дадеме сигурна победа, за да Аллах ти ги прости и предходните и следните гревови и благодата своја на тебе во потполност да ја исполни. Приметувате, сите ликови и во Светото писмо и во Куранот се карактеризирани како грешни. Меѓутоа, не постои ниту еден текст, драги мои пријатели, ни во Светото писмо, ни во Куранот, кој што кажува дека Исус е грешен. И затоа Исус е личност на вистина за сите времења. Значи, никој никогаш не зборувал како што тој зборувал. Прва причина. Втора причина, никој никогаш едноставно не живел така како што тој
живеел. Трета следна причина, што ја наоѓаме на страниците на Светото писмо, а тоа е дека никој никогаш толку не се жртвувал како што се жртвувал Исус Христос. Да, драги мои, видите, поголема вредност од самиот живот не постои. Животот како живот е најголема вредност. И замислите, Исус својот живот го дал за човечкиот род. И оно што е интересно, тој оставил еден возвишен, племенит живот, подобри услови за живот, горе во небото, оставил се тоа таму горе и дошол во една бедна планета Земја, во едни мизерни услови, да го даде својот живот, да биде предмет на исмејување, на ругање и на малтретирање, само да го спаси човечкиот род. И еве ги причините три, само што сакам да ги спомнам во овој правец, да видите дека ова изјава, дека никој толку не се жртвувал како што се жртвувал Исус, има голема важност и вредност. Прво, еден текст да прочитам од Светото писмо. Бидејќи уште кога бевме немохини, Христос во определено време умре за безбожниците. За праведник едва некој ќе умре. За добар, можеби некој и да се реши да умре. Но вика, Бог ја докажа љубовта своја кон нас со тоа што Исус умре за нас уште додека бевме грешни. Ова е фантастичен библиски текст да ни се каже дека Исус ова го направил без интерес. Луѓето денеска нешто прават од интерес, за да добијат нешто, да покажат нешто. Секојаш има таа мисла, нешто во позадина. Но овој текст јасно кажува мотивите на Исуса Христа зашто тоа го направил. Затоа што те сакал и тебе и мене, и затоа што сака да ни даде еден подобар и поубав свет. Значи, прва особина, Исус напуштил небо. Подобар и поубав свет и дојде во ова земја. Видите, драги мои пријатели, ова е во спротивност со сите наши девизи за успесен живот. Еве само една прилика. Приметувам, луѓето, денеска знаете ли која е топ тема меѓу луѓето? Како да добијат документи да одат во странство. Тоа е најважна тема денеска која што се врти за луѓето. Демек условите во кои што ние тука живееме се лоши, тешки и најдобар спас е да одиме некаде во странство. Тоа е топ тема. Ко да таму во тие земји западни, земете било која земја да не спомнам, како да нема таму смрт, како да нема таму болници, како да нема таму лудници, како таму да нема зло. Луѓето едноставно мислеат дека таму е рај. Така ѓавол ги представува сликите, дека таму е нешто највозвеличено. Видите, и луѓето прават се таму да одат. Не размислуваат дека и таму има крај. И замислете, луѓето се стремаат да одат во подобра, реално да ги разбирам, во подобри услови за живот. А небото е подобри услови за живот. И Исус тоа го оставил и дошол во полоши услови за живот. Видите? Зошто? Затоа што те сака тебе и мене и затоа што сака да не спаси. Втора причина, Исус жртвувал честа, славата и обожавањето, за да не спаси нас. Видите, сите овие особини, прикриено или отворено, врежани се во нашите замисли. Сите ние, помалку или повеќе, очекуваме некоја чест, слава и обожавање во овој свет, нешто да постигнеме, некоја позиција да добиеме. А Исус сето тоа го имал горе во небото. И сето тоа го оставил. И дошол на овој наш свет, во човечки облик, да биде малтретиран и едноставно да го даде својот живот за нас. Ете, со ова се кажува колку е неговата голема љубов за нас. И трета последна причина од оваа карактеристика, Исус свесно се спуштил во свесен ризик, jer може ли тој да погреши во овој свет? Меѓутоа, Исус имал план, фокус, дошол да спаси и ништо друго не го интересирало. Тоа е третата причина зошто Исус е лично за сите времиња. Одиме пред последната причина зошто Исус е лично за сите времиња. Ни се кажува дека Исус никогаш никој не оставил толкава трага во интелектуалниот свет како што тоа го направил Исус. Дозволите ми, драги мои, да споделам со вас една мисла од еден автор што кажал. Вика, еден непознат автор ги кажал следниве зборови. Сократ учел 40 години, Платон 50, а Аристотел 40, а Исус само 3,5 години. И кога ќе се споредат сите овие филозофи и ред други неспоменати, според влијанието што го оставиле со личноста на Исуса Христа, ќе забележиме дека Исус во многу работи ги надминал. Ги надминал според науката што ја проповедал. Ги надминал според начинот како ги изнесул работите. Ги надминал според влијанието што го оставил. Ги надминал според бројот на ученици што го следат Исуса денеска. Да, еден друг автор ќе каже следни зборови. Исус не насликал ниту една позната слика,
Меѓутоа, најдобрите сликари во светот, како што биле Микеланджело и останатите, својата инспирација добивале од него. Исус не компонирал ниту една песна, но најпознатите композитори во светот, како што биле Моцарт, Бах, Бетовен, биле вдахнати од него. Исус не напишал ниту една книга. Меѓутоа, најпознатите книжевници од светски глас, како што биле Толстој, Достоевски, биле мотивирани од него за да ги остварат своите најдобри достигнувања во полето на книжевноста. Да, драги мои пријатели, погледнете ги само делата на овие великани во областа на ликовната уметност, музичкото творештво и литературната дејност и ќе се уверите во оваа изјава. Блиц само да спомнам неколку многу важни изјави од многу интелектуалци што казале за Исуса Христа пред да одиме на последната причина. Гете, познатиот германски книжевник, кажал: ако божеството некош се покажало на земјата, тоа беше во личноста на Исуса Христа. Тој е Бог и најголемиот светец што јас го познавам. Понатаму, Александар Сложењицин, значи еден добитник на Нобелова награда, кажал: Исус за мене е голема инспирација. Понатаму, големиот Толстој за Исуса кажал: поверував во Исуса и целиот мој живот доживеа изворедна промена. Понатаму, Вилијам Шекспир, најголемиот веројатно литературен гений во сите времиња, ги кажал следниве зборови: ја предавам мојата душа во рацете на Бога, мојот Создател, потполно верувајќи во Исуса Христа како мој спасител. Познатиот швајцарски мислител Карл Барт кажал: Исус ме сака, тоа го знам. Да, ова ме е потребно човековиот род да свати дека Исус го сакал. Понатаму, еден од најголемите умови и веројатно најзначајната личност во историјата на светот, познат по физиката и по теоријата на релативитетот, тоа беше Алберт Ајнштајн, ги кажал следниве зборови: восхитен сум од убавината на карактерот на човекот од Назарет. Да, тоа го кажал Алберт Ајнштајн. Лорд Бајрон, познатиот англиски, нели така, британски писател, ги кажал зборовите: ако некогаш човекот бил Бог или да Бог биде човек, тогаш Исус бил и Бог и човек. И последниот во низа од овие, значи, тоа е познатиот Блез Паскал. Се смета дека бил математички гений од 16 век, ги кажал следниве зборови: во срцето на секоја личност постои вакуум, обликуван со Божјата рака. Тој вакуум никогаш никој не може да го исполни со никакви работи создадени од човечка рака. А понатаму продолжува: тој вакуум единствено може да го исполни само Бог, кој што е можно да се запознае само преку личноста на Исуса Христа. Фантастична мисла како успел, значи, во ова изјава своја Блез Паскал да опише што му е потребно на човековото срце и на човековата личност. Тоа се 4 значи причини. Првата дека никој човек не зборувал како овој човек. Втората дека никогаш никој не живеел како што живеел Исус. Третата причина, никој не се жртвал толку колку што се жртвувал Исус Христос. Четвртата, никој не оставил толкава трага во интелектуалниот свет како што го направил Исус Христос. И сега последна причина на крај, пред да го заокружиме ова наше прво предавање, е следната причина. Никој никогаш не оставил толкава трага во времето како што тоа го направил Исус. Дозволите ми на крај и ова причина да ја кратко анализирам и да го заокружиме ова предавање. Драги мои, личноста на Исуса Христа го поделила времето на пред наша ера и после наша ера. Дали некој сте се запрашале зошто? Зошто токму тој? Зошто токму неговото раѓање направило пресек на работите пред него и после него? Затоа што тој лично за сите времења. Две големи причини само ќе спомним на крајот, еден практичен совет и да заокружиме. Прво, затоа што Исус господар на времето. Тој го создал времето. Кога ќе го читаме извештајот во прва книга Мојсеева, во почетокот на Библијата прва глава и ќе споредиме во Јован прва глава, ќе добиеме одговор на ова прашање. И втора работа, со тоа што почетокот на ерата е врзано за неговото раѓање. Бог сакал кај нас луѓето да развие свест за важноста на неговото прво
доаѓање. Тоа се тие две големи причини кои што ни кажуваат дека никој ни пред него ни после него не оставил толкава трага во времето како што тоа го направил Исус. И на крај, една практична работа. Дали некој сме размислувале за оваа работа? Дека и нашето раѓање, на секој од нас, е врзано со Исусовото раѓање. И знаете што многу интересно? Дури сите ние имаме документ дека сме поврзани со Исусовото раѓање. Ке кажете како. Видете, секој од нас има лична карта, нели така? И во личната карта меѓу останатите податоци што пишува? Го пишува и датумот на нашето раѓање. Еве тука и датумот и на моето раѓање. И тука пишува, еве, сум 73 година роден. Но прашањето се поставува, од што 1973 година? По раѓањето на Исуса Христа. Видите, моето раѓање 1973 година е врзано со раѓањето на Исуса Христа. Твоето раѓање, годината на твоето раѓање е врзано со раѓањето на Исуса Христа. Се има свој почеток во таа почетна нулта година, од кога почнало да се мери времето од нашата ера. Ние имаме документ дека сме врзани со Исуса Христа, со Исусовото раѓање. И секој човек, без разлика дали е атеист, без разлика дали е припадник на друга нехристијанска верска заедница, сите ние имаме овој документ. И овој документ ни кажува дека нашето раѓање е врзано со раѓањето на Исуса Христа. Никојаш човек не зборувал како овој човек. Прва причина зашто Исус е лично за сите времења. Никој човек не живеел како што живеел Исус Христос. Втора причина. Трета причина, никој не се жртвал толку колку што се жртвал Исус Христос. Четврта причина, никој не оставил толкова голема трага и во интелектуалниот свет како што го направил Исус Христос. И пета посебна причина, никој никогаш не оставил толкова трага на времето како што тоа го направил Исус Христос. Веќе повикувам, драги мои пријатели, да размислите за оваа личност и да го отворите своето срце за него и верувам ќе доживеете големи добри нешта во вашиот живот. До следно наше предавање, второ, ви посакувам пријатна